Петар Печков во Велес не чека, одговара на прашањето дали има услови за секојдневни активности на лицата со попреченост. Заедно е со Милан Чарсовски од 3G Мобилност. Петар, дали го имаме на линија? Колега Печков, те гледаме, еве и да те чуеме. Добро утро уште еднаш. Денес, 3 декември, светскиот меѓународниот ден на лицата со попреченост. Токму на оваа тема разговарам со Миланчо Арсовски од Меѓуопштинското здружение на граѓани Мобилност. Миланчо, добро утро и добар ден. Добро утро и добро дојдовте на отворената програма. Добро утро, поздрав до гледачите на Македонската радио и телевизија. Во Велес, според потоците од пописот од 2021 година, има 5200 и некој жител граѓанин кој што се лица со попреченост. Тоа на 48.000 е 11%, или секој девети жител има некаква попреченост. Како е да се живее во градот со попреченост, не само во однос на архитектонските бариери, туку сите попречености што ни идуваат во животот? Па таа бројка не е таа бројка како што е попишана од 2021 на пописот. Бројката е многу поголема за жал. Во Велес да се живее со архитектонските бариери е тешко. Значи има големи бариери кои што треба да се отстранат. Тоа треба да ги отстрани централната, локалната власт и така понатаму. Значи има доста бариери кои што се останати од времето на претходните да речеме држави, Југославија и други, кои што мора да се поправат и да се коригираат од тие што се на власт, значи небитно кои си. Да, локалните власти. Да, еве конкретно во општина Велес не е достапно ни една служба на општината, на локалната власт, така нема никаков центар. Има некои училишта имаат подвижни рампи. Како и каде е тоа регулирано? Значи во општината има општински информативен центар кој што е пристапен. Таму граѓаните може да ги остварат своите права. Тоа е од задниот дел на општината, така да тоа не е проблем. Училиштата се повеќето пристапни. Средните училишта исто се пристапни, во некои има рампи и во некои има лифтови. Така да се почна на инклузијата во нашата општина. А како е до банките, до пошта, до сите оние институции што значат плаќање за сметки, деревен, јавното комунално предпријатие ЕВН? Не се пристапни, за жал не се пристапни. Пробуваме ние како здружение да реагираме, да се најдеме во помош на сите тие институции. Како ќе биде понатаму, ќе видиме. Миланчо, дали нудите некакво решение за да се поместат работите на позитивно? Каде го гледате излезот од овој круг на лицата со попреченост во нивниот живот затворен дома? А се додека лицата со попреченост или лицата со инвалидитет не бидат вклучени во активниот политички живот во Република Северна Македонија, нема никогаш ништо да се мрдне. Значи се додека нема представник во парламент, во влада, во совет, градоначалник, лице со попреченост, значи нема ништо да се мрдне. Се додека нема представник од лицата, ќе остане исто. Дали може би имате информација дека некаде во Македонија, во некоја општина, има некој представник на лице со атипичен развој или со попреченост? Да, има во 4 општини, има во Дојран, има во Македонска Каменица, не знам другите 2 општини кои беа, али битно има ли се тоа само 4 советника од 81. Да. Така, дали сметате дека некој ако ваш представник влезе во парламентот ќе се слушне, ќе се артикулира вашиот глас? Сепак ќе биде подобро. Дали може би во некоја законска рамка, како тоа што направија со присуство на жените, со процентуалното присуство на тие листи, сметате дека така би било излезнато решение? Однесено е веќе предлог закон за измена на законот за парламентарни избори, така да сега се спремува и за локалните избори тоа да се поднесе, да биде некаков процент, за да може лицата да учествуваат во изборниот процес и да бидат бирани. Да. Во овие денови во Велес има повеќе тербини на оваа тема. Дали може би вашата организација, вашето здружение на граѓани нешто работи на оваа тема? На оваа тема, значи, ние имаме централна прослава, значи тоа е лицата на 4 декември, лицата со телесен инвалидитет, денот на лицата со телесен инвалидитет ќе се одржи во Куманово, така да таму ќе бидеме, од таму ќе пратиме пораки. Јас благодарам што бевте гости на ово утро на утринската програма Македонска телевизија. Ви посакувам да успеете во вашите барања, за да се слушне вашиот глас што повеќе, за да може да се решат дел од вашите проблеми. Благодарам на поканата.
Да, тоа беше Милан Чарсовски, председател на Сдруженијето на граѓани, меѓуопштинското здружение на граѓани Мобилност, кое што освен Велес ги опфаќа и руралните средини Чашка и Градско. Разговаравме за животот на лицата со попреченост на денес, 3 декември, светскиот ден на лицата со попреченост.